Почитувани сограѓани, најнапред сакам да ви честитам на сите за успешниот изборен процес за бирање на претседател на Република Македонија, процес кој можеби беше еден од почистите и подемократски во поновата историја на нашата држава. Исто така сакам да им честитам на раководството на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз за коректниот однос во текот на денот и одржувањето на првиот круг од изборите, кој верувам дека ќе се согласат и тие помина во најдобар ред. Ова беше процес во кој за прв пат сме сведоци на една слаба излезност и апатија од страна на граѓаните, како во општина Велес, така и во цела држава. Оваа мала излезност според нас се должи на две работи кои се случуваат во последните години. Првата работа е немањето визија за идината, немање никакви инвестиции, немање желба за подобар стандард на граѓаните и слух за нивните проблеми, и ништо од ветеното за подобар живот не е сторено. Дополнителен импулс на целата оваа разочараност, дури и помеѓу членовите на СДС, е лошата кадрова политика на владеачката партија и назначување на неспособни, но гласни партиски војници на раководни позиции, кои наместо да работат за доброто на народот, работат за сопствените интереси. Втората причина за мала излезност, според нас, е носењето на штетните одлуки, непочитување на волјата на народот во последните 2-3 години. Имено, сите сме сведоци дека и покрај поразот на парламентарните избори, СДС, благодарение на чадорот и останатите криминалци од ДУИ, како што тие ги нарекуваа предходно, ги узурпираа институциите и покрај волјата на народот на 30 септември, тие најдоа начин да не ја испочитуваат нивната одлука. И покрај волјата на народот, во однос на договорите со Бугарија, тиранската платформа и договорот од Преспа, тие останаа глуви на неговите барања. Повеќе никој не верува во правниот систем. Се согласуваме со зборовите на лидерот на СДС дека граѓаните и политичарите треба да носат тешки одлуки, но не се согласуваме дека тие одлуки треба да бидат штетни по граѓаните како што се нивните. Сакаат да не донесат во една безизлезна ситуација во која ние граѓаните ќе помислиме дека веќе се е решено, дека сите сме исти и дека Западот веќе така одлучи. Драги сограѓани, единствено вие можете да носите одлуки за вашите животи. Единствено вие знаете што е најдобро за вас. Единствено вие можете да направите разлика, да казните или да наградите некој што бара поддршка од вас. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Велес ви честите за правилниот избор во првиот круг. Но пред конечната одлука за тоа кој сакаме да биде претседател на нашата татковина Република Македонија, има уште 2 недели. Овие денови ќе има закани, притисоци и убедувања дека се е решено. Ве молам да издржите, да издржиме сите заедно и да донесеме повторно уште една голема победа за Македонија со изборот кој што ќе го направиме заеднички на 5 мај. Нашата татковина заслужува достоинство, заслужува многу повеќе од она што и се случува во овие моменти. Да сте живи и здрави, да ни е жива Република Македонија. Ви благодарам.